Распределбата на средствата од буџетот за поддршка на проекти во културата за секоја година се намалува, а дополнителна црна дамка фрлаат и критериумите според кои се распределуваат средствата. Оваа година вкупниот буџет изнесува 12,5 милиони евра. Еден од најпосетуваните и најквалитетни настани, Оффест, годинава нема да се одржи. Причината за ваквата одлука е драстично намалениот буџет. Господин Белопета, на старт, ќе ве подсетам на едно ваше интервју пред речиси 4 години, каде велите, чуде како обстојува Оффест и Джез фестивалот, мај 2019 годинава, февруари 2023, велите, не ни даваат доволно средства, нема простор и нема шанси да се одржи Оффест. Па добро, кога ќе се навратам на таа изјава, слична имала во повеќе наврати и денес го имам истото мислење дека било чудо досега. Чудо од многу аспекти, а пред се од финансиски аспект, затоа што буџетите на овие две манифестации постојано создавале проблеми и јас го знам тоа добро, јавноста не. Оваа година едноставно мораше да се донесе ваква одлука, затоа што покрај проблемите финансиски кои сите сме ги имале во последниве години, овој пат буџетот е изненадувачки или не, преполовен за Оффест од 2 милиона на 1 милион, скратен е и за Джез фестивалот, меѓутоа не за 50%, што не овозможува најминимални услови да се направи тој фестивал за кој стварно нема потреба да зборувам, Оффест. Мора внимателно да се креира културно-музичката понуда, која сериозно е загрозена од неквалитет, кич, кој се форсира заради интереси на поединци, ќе констатира во една прилика познатиот джез музичар Владимир Четкар. Дали знаеме ние да правиме разлика помеѓу естрада и култура? Како кој? Како кој? Меѓутоа, во секој случај, министерката не. А да не заборавиме дека годишната програма, како што е кај нас, е практично клучниот настан во културата. И дека тоа е слика и прилика и на самиот министер, во случај на министерката, затоа што по постоечкиот закон одлуката за сите програми ја носи министерката. Тоа што има помошни тела, советници, комисии и така натаму, обемна е работата, е нормално, меѓутоа крајната одлука е и незина и сите ние кои сме во културата многу добро знаеме дека одлуките тие поединични на крајот се носат на работната маса на министерката. Тоа значи дека... Дали зад одлуката и формулирањето на целиот вкупен буџет за културата гледате политичка позадина? Политичка позадина не толку. Не е да ја нема. Освен во она ја што велам дека културата е оставена генерално на маргините, се плашам дека тука слична судбина имат и образованието и науката, посебно науката е дел од образованието. И таа е практично во долг период од властите оставена на страна. Тука е потребен еден акционен план, една агенда, која ќе ја спроведува Министерството. Квантитетот на одобрените проекти кои се форсира јавно од незина страна, не може да биде замена за нешто што мора да е присутно. Оценка. Што е
од национален интерес, што не е од национален интерес. Со истовремено напуштање на популизмот и практично антиевропските агенди, кои јас знам добро, бидејќи ги знам европските модели, кои се присутни и во годишната програма. Не сакам да навлегувам во детали. Меѓутоа, има мнозина кои оценуваат. Например, може ли од национален интерес во култура да биде концерт на Питер Грашо во Битола? Ова кажувам еден пример, инаку музичко-сценската дејност е полна со такви работи. Ако е тоа личен вкус на министерката, која еднаш кажа дека во иднина програмите мора да имаат да се гледа што повеќе забавен карактер, тоа е нејзин проблем и на личниот вкус. Господине Белопета, на вашите реакции, генерално на вашите колеги, има контрареакција, тоа е дека уметниците, менаџерите се најгласни кога ќе им се ускратат правата кои ги бараат и најчесто сакаат под наводници да бидат под капата на државата и да црпат средства од државните ресурси. А кога станува збор за општествени и политички проблеми, никаде ве нема. Знаете што? Уметниците, менаџерите, програмски директори и така натаму, точно е тоа дека најголем број излегуваат баш по повод кога се носи оваа програмата. Меѓутоа, јас ќе ви кажем и нешто друго. Дали културата е застапена во медиумите? Каде може да се излезе во кој медиум на било каква дебата и така натаму врзана за културата? Кој не повикал? Никој. Не повикува ниту Министерството. Еве, дури и овој разговор немаше да биде, сигурно, ако немаше скандали со годишната програма. За култура во медиумите ќе се види само ако има некој скандал. Инако не, извини. И тука уметниците, ова особено се однесува на уметниците, се оставени сами за себе и знаат дека се немокни, дури ако им се појави некое мислење издржано, например, некаде, знаат дека нема фајде од тоа. На крајот, зошто македонските уметници повеќе се ценети надвор отколку дома? Дали е тој мој точен впечаток или грешен? Не, ја мислам дека оние уметници кои се ценети надвор се ценети и дома. Се разбира што значи таа ценетост и како се оценува. Ја затоа се залагам прво да во годишна програма со оценка што е национален интерес или не, таквите уметници треба да имаат приоритет во распределбата и таквите програми. А ако ја погледате музичката сценска дејност, ќе дојдете до еден заклучок. Тоа е една теза која на една дебата скоро се дискутираше со Бранимир Јовановиќ во асоциацијата Јадро. Можете да дојдете и до податок дека културата, како се делат средствата, има и од повеќе пари отколку што треба. Затоа велам дека е потребен некој акцијски план. Никој не има погледано пред се од Министерството. Она комисија не на Прибе, него на други луѓе во 2002 или 2003 година, која донесе насоки за културата, кои никој не ги спроведува. Националната стратегија во културата, која се донесе
2008 година, мислам, 2007 после промените, истекна 2022 година, лани. Нова нема, а по старата не е направено ништо, не е направен ни еден акцијски годишен план. Тоа значи дека како ги трошиме парите, исто е сомнително. Културата е потребна, а пред се овој конкурс, зошто се оди на намалување на национални установи во културата, која е препорак општа. А кај нас имаме пред известно време формирање на 3 нови, да не заборавиме една работа, дека таа спротивно на сите земји, заедно со образование и наука, кој ги дигна економските параметри на државите во височини. Земји од, еве да кажеме, големина на Македонија, што беше Естонија, што беа Балтичките земји порано, понатаму Норвешка, или Словенија, Финска, например, целиот тој напредок нивен за основа имаше елементарно во политиката по кога некој од нив станава самостојни земји, а тоа беше вложување во културата и образованието. Затоа што без општа култура и квалитетно образование, и се разбира вложување во наука, не може да се градат нови генерации на добри доктори, менаџери и така натаму. Ние ќе останеме без луѓе не само ради иселувањето. Тоа е едноставно базата. Кај нас, овие две категории, културата и образованието, гледаме дека се оставени на страна. Самиот податок дека министри за култура се туку така менуваат на година дена, а за година дена не можеш ништо да направиш. Голема е разлика со 90-тите години од минатиот век. Дали си ти чул и видел некој од актуелните сегашни идни министри и така натаму да влезе на концерт, да влезе на изложба, да влезе во книжарница да купи книга и така натаму. Господин Белопета, ми беше задоволство да разговарам со вас. Благодарам, Гораст. Почитани гледачи, тоа беше Оливер Белопета, директор на Джез фестивалот, под чија капа и Офест.